Здраво дечки, денес возам Jeep Compass, еден од најинтересните SUV модели од групацијата на Stellantis, но има еден проблем, како и зошто има многу што да објаснам, но прво направете subscribe, бидејќи многу ми значи вашата поддршка и ставете лайк на нова видео за да може да биде препорачено и видеото и целиот канал. Jeep Compass има еден интересен спој на две различни филозофии. Од едната страна е Jeep, кој што има големо и долго искуство во конструирање на возила за терен, и од другата страна е големата групација Stellantis, која што ги соединува големите брендови како Peugeot, Opel, Alfa, Fiat и што многу други, меѓу кои и Jeep. И сето тоа, таа соработка, таа групација му овозможува на Jeep да користи модерни технологии, проверени мотори и електроника кои што се докажани на пазарот, и сето тоа да му овозможи на Jeep да има подобра понуда и подобар пристап на пазар кој што веќе е преплавен од многу големи различни можности на конкретно за овој сегмент. Но она што го гледаме на прв поглед е дека се уште имаме голем модерен SUV кој што сега со голема коцкаста форма и се уште ги има задржани оние препознатливи белези како решетката на Jeep, буквите напред на хауба, исто така и позади на багажникот, и ми се допаја што не се големи нагласени, туку се убаво културно поставени. Тука се Компас буквите странично и повторно Jeep на задната врата. Искрено бојата ми се допаја, храбра е дефинитивно, многу поразлична од се она што го гледаме. Пишете ми вие во коментар што мислите за неа. Јас пак ќе кажам дека многу поразлична и ми се допаја, убаво му стои на сите овие димензии, особено во двотонската изvedба, зелената боја со црниот кров. Но она што го приметив како детал, се пример под крилата тука кој што позади имаат отвори, тие отвори се отворени, се реални, функционираат, имаат намена и тоа ми се допаѓа и заслужува лайк. И она што мора да го кажам дека кога ќе гледаме вака ситни детали околу Компас, ќе видиме многу работи кои што немаат никаква функција, не значат нешто премногу за возилото, но апсолутно се интересни и го истакнуваат. Така, пример, пеперутката позади на спойлерот, кој што е интересен детал. Ќе мислите дека имате нека пеперутка при автопат залепено. Тука имаме една птица на ова задно стакло. Дефинитивно се горди со Jeep Willys и го имат поставено неговото лого на самите тркала. Тука имам 18 инчни во овој пакет. И исто така поставено е лого и на самото стакло. Ги имаме некои елементи поставено и напред на браникот, а истото го имаме и тука внатре. Ако го сум веќе тука внатре, мора да истакнам дека има стварно еден убав модерен интериер кој што нагласува квалитет, и искрено мора да нагласам дека многу ми се допаја ваков мал детал кој што искрено јас паѓам на вакви мали детали кои што нагласуваат квалитет. Тоа се отворите од вентилацијата кој што стварно има убаво чувство при нивното движење напред, назад, лево, десно. Исто така, целиот интериер, каде да го видите, каде го чекнете, има искористено убави квалитетни материјали на самите врати, на централната конзола, кај самите врати мора да истакнам дека ми се допаѓа оваа сама рачка која што искрено многу функционална и практична, особено за повлекување на вратата кога треба да повлечете од малку поширока дистанца. Исто така, мора да нагласам дека е многу практичен, имате убави остави во самата врата, имате убави остави низ целиот интериер и на централна конзола. Тука горе на оваа површина имате неколку остави кои што, мислам, површина кој што можете да оставите неколку работи, но под неа имате неколку прегради за шишиња и исто така уште една голема остава кој што можете да ставите буквално се што ви треба. 2 USB порта Type-C, имате еден бежичен полнач тука кој што косо поставен со ладење, тоа многу ми се допаѓа и ми се допаѓа самата позиција за остава на телефонот. Тука убаво пишува Jeep. Под овој наслон за раката имаме голема преграда и уште една мала преграда кој што можете да искористите за клуч или што да ви треба. Убав простор тука од возачката страна кој што можете буквално, или вашата партнерка може да се остави што сака, и дефинитивно уште една мала остава тука од страна на возач. Што се однесува од опрема, 16 инчен екран, голем екран, убаво долго поставен, не е само тупно телевизор како што некои знаат. Ми се допаѓа и Stellantis ги фалам секој пат кога ќе го видам овој начин на екран кога е вака поставен, бидејќи убаво добивате прегледност на неколку различни апликации кои што ги користите. Многу едноставно мени, многу едноставен систем, брзо и лесно
го навикнувате, брз систем, и има некој пат некои своји моменти кои што треба го почекате некоја секунда, дел од секунда додека отвори некој мени, и ми се допаѓа што тука доле се поставени неколку функции од клима уредот конкретно и шорткат копчиња за settings. Системот брз, лесен, едноставен, има собствена навигација, имате бежично поврзување со Apple CarPlay и Android Auto. Пред возачот тука има 10-инчен екран кој што апсолутно ги гледате сите информации кои што ви се потребни, и преку ова копче тука од воланот можете го менувате начинот на екранот како ќе биде поставен со одредени функции, и горе напред имате head-up дисплеј кој што стварно голем и читате апсолутно се што ви треба. Овде доле со ова црвено лого од страна Select Terrain е она кое што го прави Jeep да биде доста позабавен, но тоа ќе го зборувам малку подоцна, малку подоцна и за седиштата, бидејќи имат убави потпори, стварно убаво ве држат, но позицијата за седење е стварно многу добра, бидејќи можете да се прилагодите како што вас ви одговара. Воланот има убава форма и убава дебелина, и можете убаво да го движите напред-назад или нагоре-надоле, така да можете стварно добро да се прилагодите. Фокал, убаво премиум озвучување и стварно да биде убаво и премиум тука внатре. Нешто што се изненадив, што имаме рачка за раката тука горе да се одморам, некој пат стварно пензионерски ми треба да се одморам вака. И малку чуден звук прави самото панорамно стакло, кое што како првосмукалка да се вклучува. Само контакт да дадам. И не знам зашто морам да го држам. Сега научи дека има уште еден клик за целосно да се отвори или затвори. И амбиентално осветлување 8 доле имам и тука горе. А сега да видиме и позади како е. Тие зголемување надвор, што ги кажав преска, резултираат со голем простор и тука позади. И гледате само колку простор имам за нозете, колку простор имам за главата. Убав панорамски покрив, стварно многу убав панорамски покрив, и одава многу убава светлина тука внатре, особено позади бидејќи имате поубав видик. Она што мора да го истакнам дека имате убав простор за нозете доле и можете си ги бутнете под самото седиште, а тоа возможува и подобро седење кога се станува збор за 3 патници позади, бидејќи имате простор за вас тука, но и за третиот патник може да си ги стави нозете покрај тунелот кој што не е превисок, е широк, ама па тоа му возможно дека може да ги стави нозете и на самиот тунел. Инаку на централната конзола имаме две мали остави, 2 USB порта и 12 волтен приклучок за струја, така да ова можеби е еден од најпрактичните автомобили во овој сегмент со USB портови и додаток за струја. Убав простор тука кај самите седишта и кај вратите. Вратите го има истиот момент со рачките како и напред, што ми се допаѓа. Наслон за раката со 2 остави за шишење и уште една остава која што е веројатно за телефонот, што можете да се искористите. Убави и достапни ISOFIX куки, што лесно го овозможува, лесно се поставува самото детско седиште. Убави седишта, комотни тука, и ми се допаѓа што овој долен дел е убав и широк и можете стварно нозете да ви бидат опуштени на долги дистанци. Сега, околу багажниот простор, Компас нуди 550 литри багажен капацитет, и сега пат се бунам дека треба горе, сушност е доле копчето за отварање. 550 литри багажен капацитет, оваа даска можете да поставите вака да биде совршено рамна со ивицата на браникот, или имате уште едно ниво кој што е пониско и можете да спуштите и да добиете технички нешто повеќе литража. Но под таа даска имате еден мал простор, кога е спуштено ниско, мал простор, но иначе стварно може да биде длабок просторот за товарање. Имате закачалки, односно куки, закачалки нема и нема 12 волтен приклучок за струја, тоа ќе ми биде една критика. Убаво и високо се отвара самата багажна врата и можете ги спуштите задните седишта во опција 40-20-40, што е стварно супер, бидејќи на таков начин добивате можност за пренесување на скели долги предмети. Сега време да видиме што се нуди за таа забава што кажувам и со каков проблем се соочува Компас во моментов. Сега тука според мене започнува најинтересниот момент. Возењето. Бидејќи стварно Jeep Compass е еден од можеби најзабавните SUV модели, не само од гамата на Stellantis, туку воопшто од целата европска понуда која што во моментов ја имаме во опција на избор. Зошто? Од причина што
Да, ако ние го разгледаме само како уште еден модел од гамата на Stellantis, ќе кажеме дека е уште еден модел како Peugeot, како Opel, како Fiat, како Alfa и така натаму. Причина што нели нормално како една голема групација ги делат истите компоненти, делат исти перформанси и нормално да се каже, нормално да се очекува дека тоа ќе биде еден ист автомобил со ист карактер или исти карактеристики. Да, до некаде е така, но она што го има направено Jeep за да се разликува малку повеќе од останатите модели и да биде најзабавен како што јас кажувам, имат направено неколку мали измени кои што не се некои драстични измени, но значат многу, како на пример прво и основно за мене се седиштата, што стварно ги има овие убави големи потпори тука и тие потпори ми овозможуваат да се чувствам многу по сигурно, многу по-стабилно да ми биде возењето, да нема клатење, она што го има како минимално движење каросеријата, да се избегне со овие потпори, стварно да ми биде удобно седиштата, да се удобни и меки, да ви биде стварно комфортно возењето на автопат, на долги дистанции. Дополнително на тоа долниот дел стварно да е убав и цврст, да ми се сигурни нозете, а не да ми се чувствуваат меки и во одредени моменти да мислам дека ќе ми пропадне суњерот, стварно убави седишта. И најбитниот момент според мене е Select Terrain-от. Зошто? Перформансите се тие 1,2, 3 цилиндри, ќе го збориме за кратко, знам дека не оди малку, не е компатибилно да се каже Jeep или било кој друг SUV модел со 1, 2, 3 цилиндри и 146 конски сили, нормално очекуваме нешто многу повеќе, многу поголемо, но тоа ќе го зборуваме за кратко. Но оно што сакам да го истакнам се оние моменти кои што оној возач кој што сака авантура, бидејќи да бидеме реални, секое модерно семејство денес сака да има автомобил кој што нема само да го вози на автопат, нема да го вози само на асфалт, ќе сака повремено со фамилијата да отиде на некоја викенд авантура, да отиде на плажа, кај што можеби ќе треба некаде малку понадвор да оди од асфалтот. И тука ќе сака да има сигурност во возилото кој што ќе му овозможи да може да помине било каков терен. Сега Jeep го знаеме ние како сериозен офроудер. Компас со овие перформанси, уште сега ви кажам, не е сериозен офроудер, сум далеко од тоа, ама со опцијата Select Terrain кој што Jeep ја наметнува во нивниот модел, конкретно тука во Компас, електронски, нормално си играат со сопирачките, ама си играат многу добро, многу паметно, многу прецизно, многу точно со сето нивно искуство. За во секој момент искрено се најдов денове во неколку такви моменти, буквално да стоам на две тркала диагонално и да почувствам како да работи систем на погон на сите 4 тркала, имам погон само на предните тркала. Точно знае во кој момент да го застане, да пренесе моќ на одредено тркало, за на вас да ви биде поедноставно и посигурно и вие се чувствувате моќно. А при тоа Select Terrain-от нуди опција за спорт, ауто, нормално, snow и sand и mud. Така да во секој момент да бидете сигурни дека ќе можете да пројдете било каков предел, било каква средина, да немате никакви проблеми. Сега овие работи можеби се ситници, можеби не се нешто драматично поразлични, но прават голема разлика, особено кога ќе направите споредба помеѓу било кој друг модел од гамата, кој што има истата платформа, истите перформанси и буквално истата понуда. Но кај Jeep Compass тоа се чувствува многу повеќе и едноставно го прави многу позабавен. Или во превод да скратам, сите забавни моменти од Stellantis кои што останале да се стават во одредено возило, тука се поставени, тука ги има. Да, можеби другите со супер модели, некој по-комфорен, некој по-удобен и така натаму, но Jeep Compass дефинитивно е најзабавниот и сметам дека за едно модерно семејство токму тоа му треба, не му треба уште еден модел само со друг беч, туку му треба да има сопствен карактер. Сепак Jeep се избориле да го имаат сопствениот карактер колку толку, а при тоа да ги искористат сите придобивки од самата групација на Stellantis, како мотор, нормално менувач, буквално цела електроника, за да немат
дополнителни трошоци, давачки, а нормално на сето тоа ние да немаме дополнителни трошоци, давачки кога ќе купуваме ново возило. Целото искуство, целата таа технологија во развивање да ја земат од Stellantis, да ја имплементираат тука и ние да го добиеме оној совршен баланс. Добар автомобил со доволни перформанси. Сега да, 1, 2, 3 цилиндри можеби не се најзабавните да се кажат вака. Реално овие перформанси добро функционираат, добро потрошувачка, има 146 конски сили хибрид. Хибридот функционира многу добро, во неколку наврати тоа го имам потенцирано, функционира многу добро, сам регулира, нели нормално кога да префрли на струја, кога да префрли на бензинскиот мотор и при тоа вие да имате што е можно пониска потрошувачка, за во моментов да имам 7 литри нормално со тестирање, газење и така натаму, но со внимателно возење или некое сосема нормално домаќинско возење веќе спуштите потрошувачка некаде околу 6 литри. 6 литри за овој габарит на возило со овие можности се сосема стварно задоволителни. Во поглед на тежина во возилото, искрено не почувствував во одредени моменти дека би ми требале повеќе перформанси, дека би сакал да има апсолутно да, ама дека ми се потребни не. Во другите негови конкуренти од истата групација сум дискутирал дека имаат одредени да кажам негативни моменти во поглед на регенерацијата, особено при кочењето. Знае педалата да биде малку по неприродна, тука некако балансот е по-добро изневелиран и чувството искрено многу по-добро. Има моменти каде што знае стварно да биде малку поагресивен со регенеративното кочење кога го добиват особено на семафори, но не е така драматично како што знае да биде во другите модели. Значи, имаме забава, имаме белек од джип колку толку, имаме добар автомобил со добра потрошувачка, имаме пакет кој што одговара на едно семејство кој што ќе сака да отиде на авантура и така натаму. Имаме удобни седишта, имаме добра технологија, добра опрема, грејење на седишта, грејење на волан, грејење на предно стакло во овој пакет. Буквално се што можете да замислите од опрема има поставено тука. Апсолутно сите функции одлично се прилагодуваат, одлично ги учите. Дали од темпомат, дали од менија и така натаму, стварно одлично ми се допаја што менувачот не е како во другите модели на Stellantis, тука преку ова тркалци стварно убаво и практично се наоѓа, одлични камери, одлични паркинг сензори, таа коцкаста форма е убава и прегледна, особено напред, позади стаклото ми е малку намалено, но имаме одлична камера, нели? И убаво амбиентално осветлување, стварно навечер многу ми се допаја, но има еден проблем. Сето ова, ако вака го гледаме, да, не е уште еден модел од Stellantis групацијата, има многу причини зошто да го одберете него. Дефинитивно ова е најдобриот компас до сега, дефинитивно ова во моментов функционира најдобро според мене, но има еден проблем, а тоа е кинескиот наплив на модели и на брендови кои што во моментов во овие 5 години го гледаме и апсолутно драстично и драматично се менува целата слика на пазарот. И тука е проблемот, што кинезите нудат многу поголеми перформанси, многу поголеми мотори, што сме фан на сето тоа, нудат многу повеќе опрема, многу повеќе, буквално пиле од млеко ќе донесат само за да не купат со таа опрема, и фантастично пониски цени. Како го прават тоа, не знаеме. На крајот на денот ниту ни интересира. Но математиката на крајот на денот кога правиме, кинезите ни ја мешат целата математика и стварно имаме сериозни проблеми и тука го сметам проблемот. Да го споредуваме компас само со европските брендови, дефинитивно ќе ви кажам дека ова е стварно најзабавниот модел и искрено попрво би ве насочил кон нешто вакво, бидејќи модерното семејство, како што кажав, сметам дека бара нешто вакво, да може да си поржи убава авантура, убав автомобил со малку повисока цена, од 43.000 евра акциска цена, 2 години гаранција со неограничен број на километри, може би мал број на години гаранција, ама па имате неограничен број на километри. Но
кинезите матат приказната, затоа пишете ми во коментар да ми кажете што мислите за целава ситуација, дали го оправдува Jeep, дали ги оправдува Stellantis или не ги оправдува, дали треба да работат се уште или не треба. Пишете ми вие ваше мислење во коментар. Јас ќе ви кажам дека ако гледате стрикно европски и амерички брендови како нели Jeep, тогаш погледнете го Jeep. А ако ви интересираат и кинески модели, да, ќе ви се допадне, но математиката ќе ви ја помати целата ситуација. Направете subscribe, пишете ми во коментар што мислите за Jeep Compass, што мислите за сето ова до сега што го кажав и нормално се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!